Страв, надеж и несигурност. Измешани чувства со почетокот на вакцинацијата во Македонија. Многумина мислеа дека со почетокот на вакцинацијата ќе дојде крај на епидемијата, но новите моменти донесоа нови неизвестности. Штип како центар на Источна Македонија со свој отворен пункт за вакцинација се пријавиле 5000 граѓани, но процесот започна со 400 вакцини. Првичните информации што ги добивме од Министерство беа 5000 пациенти. Меѓутоа, овде сега ние вакцинираме возраст над 77 години, така да бројката над 77 години ја немаме добиено колку пациенти биле првично пријавени. Меѓутоа, целокупната прва бројка на вакцинација МК беше 5000 пациенти пријавени. Ние за сега добивме 400 вакцини. Секој ден имаме по 40 термини обезбедени од матичните лекари, значи по 40 пациенти. Сметаме дека е малку и дека ќе има поголема заинтересираност, меѓутоа ова е почеток и да се надеваме дека ќе се зголемуваат и термините и бројот на вакцините што ќе ги добиваме. Информациите кои стигнуваат од повеќе страни ја намалуваат огромната надеж која граѓаните ја имаа за вакцините. Некои одлучуваат да се откажат и покрај закажаните термини и достапните вакцини. Главно се јавуваат пациентите на вакцинација како што се закажени. Еден мал дел сепак се предомислуваат. Ние повикуваме од следните закажени. Еден мал дел не би можела да кажам колку во проценти се откажува. Лекарите сепак се надеваат дека вакцинацијата ќе го намали притисокот врз нив, оти веќе сите го живееме најсилниот бран на пандемијата. Ефектот ќе го видиме ние, ама ќе го видиме после 2-3 месеци. Сега не можеме веднаш да се намалат бројот на пациентите, бројот на инфицирани пациенти. Ревакцината е за оваа вакцина дури после 3 месеци, дури после 2,5 месеци, така да мислам дека ќе има ефект. А кај нас малку задоцне, ама ќе се справиме и со ова. Сега е добро, па кога сидам дома, ќе видиме од утре. Чувствувате ли страх? Не, зашо да чувствувам? Немам ништо, јас сум стара и гледам да ми поарно да не луват по мене. Ова е Штипското инфективно оделение. Овде речиси сите доктори и останати медицински работници го поминале вирусот. Останале уште многу мал број кои во овие година дена не прележаа. Тие сега ќе можат да се вакцинираат за да се заштитат. Според информациите кои што ги добивме и оној здравствен персонал од другите оделенија кои што работел на ротации на инфективното оделение, го прележале вирусот и покрај тоа што користеле заштитна опрема. Нашите лекари беа и останаа на ударот на болеста, но останува неизвестно дали воопшто вакцините ќе стават крај на корона кризата и ќе го намалат притисокот врз ковид центрите. Моментално, овде зад мене нема ниту еден слободен кревет. Па кај нас се вакцинирани веќе 40% од вработените, имаме уште мал дел од медицинскиот кадар што не е вакциниран, меѓутоа што не е на директен удар со пациенти од ковид. И надеваме се дека од Министерството имаме информација дека ќе бидат вакцинирани со првата вакцина што ќе стаса наредната после AstraZeneca. Како и многумина граѓани и дел од штипјани претходно спасот го побараа во соседна Србија, свесни за ризикот кој го преземаат на своја одговорност. Решивме и ние со супругата и со двајца пријатели да се вакцинираме во Србија. Во неделата заминавме прво за Ниш, па потоа за Белград. Иако бевме пријавени на порталот нивни на Е-управа, се уште немавме термин, отидовме онака апансас на незакажано, во Ниш не успеавме да завршиме работа, отидовме во Белград, таму се вакциниравме со AstraZeneca. Организацијата, можеби затоа што се работеше за Србија, па бевме изненадени од тоа како беше организиран целиот процес, значи уште на самиот паркинг те пречекуваат луѓе кои што ти опатуваат каде, никој не прашува од каде си, само кажуваат дека нема избор. Тие 2 дена нема избор со друга вакцина, туку само со AstraZeneca. Значи за половина час завршивме работа и веќе вечерта бевме назад во Македонија. Свесни бевме сите дека ризик за вакцинација постои, но не само од оваа вакцина, туку од сите други. Вчера во Штип беше пуштена и модуларната болница која беше долго најавувана. Таа ќе овозможи кревет повеќе и надеж плюс за оние кои веќе се зафатени со болест. Вакцинацијата се очекува да го намали притисокот врз здравствениот систем, кој веќе со последни сили дава здив повеќе за сите нас. Пандемијата ја уби надежта. Фудбалерите го враќаат оптимизмот дека и државата има шанси. Парализираниот парламент оди на рехабилитација, наместо избраници на граѓаните послушници на лидерствата.
Воопшто не сме среќни што се случува ова денес во парламентот. Ни јас лично, ниту еден пратеник од опозицијата албанска. Дали алтернатива е без алтернатива? Немаме диалог и немаме комуникација. Ако во една средба помеѓу Заев и Мицковски се донесе такво решение, ниту ние не знаеме кои се аргументите. Корупцијата е пандемија за македонското општество. Значи, наутро има статус на Facebook дека работел нешто со Комисијата за спречување корупција, а попладне ажурира членство во партијата. Во криза се инвестира, како до странски инвестиции. Странските директни инвестиции во 2020 година завршија со 206 милиони евра. Како еликсир на душата дојде неодамнешната победа на македонската фудбалска репрезентација. Во Дуисбург беше поразена светската фудбалска сила, велесила, Германија. Но за жал, поради пандемијата, нема можност за прослави. Очигледно е дека COVID-19 не запира. Медицинскиот персонал и натаму е главната звезда. Битката која ја води во справувањето со оваа голема светска здравствена криза. Но COVID-19 удира и по политичкиот живот. Мицковски Заев смогнаа сили и најдоа заеднички јазик за пролонгирање на пописот. Само ден откако Стејт департментот упати порака власта и опозицијата да најдат заеднички јазик за суштинските прашања. Дојде и извештајот од Стејт департментот. И натаму, иако се забележува напредок, сепак постојат и сериозни забелешки во делот на неефикасноста на македонското правосудство, бавноста и неажурноста. Борбата против корупцијата е исто така проблем. Има прогрес, но сепак недоволен. Мој прв соговорник во ова издание на Триринг е Боријан Ѓузелов, доктор по политички науки на Queen Mary University во Лондон. Господине Ѓузелов, на почеток, гледате ли прогрес според ово извештај кој го добивме од Стејт департментот во делот на правдата, или сепак се уште сме во делот на деградацијата на македонското правосудство? Па тука во овој извештај можам да извлечам две релативно спротиставени импресии. Од една страна се гледа значи напредок, се гледа дека и Стејт департментот сака да поздрави одредени реформски политики на оваа влада. Ако споредиме, например, со извештаите пред 5-6 години во времето на ВМРО ДПМН, каде што се спомнува политички затвореници, политички прогон, директни влијанија врз правосудството, сега тоа го нема. Сега забелешките се повеќе на, да кажеме, поврзани повеќе со одредени правосудни пракси кои се уште не се онака како што треба да бидат. Од друга страна, тоа малку и ме загрижува, и тоа е мојата втора обсервација, а тоа е дека може би е и премногу благ извештајот за она што во моментов или во иднина, во наредните година-две може да се случува, имајќи предвид дека недостатокот на суштински реформи може да не однесе повторно во некои поблаги стадиуми на заробена држава. Кој, зошто и како се обидува да ги одоговлекува судските процеси? Па добро се, тоа прашање најдобро ќе го одговорат тие кои се дел од судските процеси, пред се обвинителите кои беа во фокус нели на овој извештај повеќе и судиите. Она што може да се забележи и што е нешто што јас сум го истражувал претходно е дека значи постои промена во теркот како се одвиваше или како се одвива влијанието, неформалното влијание во правосудството. Значи тоа порано имаше повертикален карактер, значи од горе надолу. Сега нема веќе еден или два центри на моќ. Мислам дека тоа неформално влијание кое го разјадува интегритетот на правосудството, сега има доаѓа од повеќе позиции,
Сметате дека има потврлање во делот на соработката помеѓу институциите или мешање помеѓу извршната и судската власт? И двете. Мислам дека мешањето секогаш постоело, сега е се во споредба со претходните години кога кулминираше тоа со извештаите на Прибет 2015 и 2017, тогаш имаше најмногу мешање, сега има помалку мешање, но се уште постои. А исто така има и неажурна, народски кажано, турниме на кинисам комуникација помеѓу и соработка помеѓу институциите и мислам дека тука се троши доста драгоценно време и се губи моментум за да се има, да кажеме, поажурна работа на пред се на обвинителството. Дали заврши праксата доскорешна, всушност на наши, ваши недопирливи или и натаму продолжува начинот на профитерство и клиентелизам? Во правосудството? Во правосудството. Мислам дека не заврши таа ера, мислам дека е помалку значајно дали сте наши или ваши од тоа што беше порано и фере да се каже дека има евидентна промена. Но не сум сигурен дали тоа е повторно прашање кое не знам дали обвинителите и судиите би го зборувале пред камера, но повторно мислам дека во нивните кулоари се уште постои таа поделба. А пораките од Вашингтон може би го ставаат и на тести премиерот Заев, дали ќе успее да ги заузда и своите. Ако пред неколку месеци, кога стигнаа пораките за во делот на справувањето со корупцијата дека лошо стоиме, првично констатацијата владина беше дека тоа е перцепција, но дали гледате суштинска борба против корупцијата или само станува збор за теорија? Па тука има една голема контрадикторност. Значи, од една страна постои на хартија и во реторика борба против корупција, правда економија, тоа беше клучната парола ноќта кога ги победи изборите летово. Назначи вице-премиер за антикорупција и така натаму. Сега вице-премиерот заолжен за борба против корупција Љупчо Николовски се уште е генерален секретар, значи прв извршен орган во својата партија. Како ќе се бори тој против корупција, односно против департизација, ако е главен екзекутивец во својата партија? Значи, наутро има статус на Фејсбук дека работел нешто со Комисијата за спречување корупција, а попладне ажурира членство во партијата. Во владата беше потпишан кодекс за етичко однесување, па можевме да слушнеме дека, например, за Рашковски не важел етичкиот кодекс. Па токму тоа Министерот за борба против корупцијата и се извини на јавноста што можеби не бил вистинскиот момент да патува, но не почувствува морална одговорност. Па добро, сега за 3-4 дена што бил на пат, јас не би му замерил искрено, иако околностите се такви како што се. Но дека гледаат во тугиот збор, а не гледаат во својот, тоа е повеќе од очигледно. И тоа отвара голем простор за загриженост, затоа што веќе се доволно долго на позиција на моќ, и таа, да речеме, контрадикторност помеѓу тоа што го велат и тоа што го прават, ме загрижува дека во наредните година-две може да отиде во некоја друга форма на повторно поклопување на партијата на државата, и постоење на недопирливи луѓе за кои не важат кодексите, не важат правилата и така натаму. И веќе јас лично имам многу помалце доверба дека овој политички ештаблишмент има и персонален капацитет со честни исклучоци и политички капацитет да обезбеди правда. Господин Гјузелов, на крајот од разговорот, високиот американски
функционира на Стейт Департментот, Палмер меѓу другото покрај тоа што испрати порака за сериозно да се преземат мерки во делот на справувањето со борбата против корупцијата и криминалот, испрати уште една порака до Скопје и Софија. Тоа е што поскоро деблокада на политичкиот па и историски проблем кој постои помеѓу овие две соседни земји. Мислам дека диалог ќе постои, но решение и тешко. нормално дека западните актери кои имаат интерес да се решаваат проблеми на Балканот ќе повикуваат на диалог. Мислам дека прашањето не е дали ќе има диалог ќе има, прашањето е која ќе биде цената што ќе треба да ја платиме доколку треба да се договориме нешто. Но тоа останува да го видиме во наредните неколку месеци и да видиме кој ќе биде составот и почетните позиции на новата или старо-новата бугарска влада. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше Боријан Ѓузелов, доктор по политички науки на Queen Mary University во Лондон. Господине Гаши, најпрво бевте против одржување на пописот, за сега да инсистирате оваа статистичка операција да се реализира. Лидерите на двете најголеми партии, СДСМ и ВМРО, ДПМН, Заев и Мицковски, се договорија пописот да биде пролонгиран. Што всушност е вашиот конечен став? Дали ќе излезете и ќе поддржите идејата за пролонгирање на пописот? За волја на вистината, без нашите 9 гласа кои беа тој ден, мнозинството имаше 53 пратеници тој ден и без нас немаше да се изгласа тој закон за попис. Затоа што веќе кога почна процесот, ние не сакавме да бидеме тие кои го блокираат. Сите во Македонија знаеме кога доаѓа време на попис, и 94-та, и 2002-та, но и 2011-та, кога се прекина пописот, кај нас граѓаните, за жал, не оставаме тоа да биде обична или сложена статистичка операција, туку секогаш го политизираме крајно. И затоа, кога веќе почна процесот на попис, диаспората почна да се попишува, нашиот став е дека ако во овој момент го прекинеме пописот, ќе се изгуби кредибилитетот. Дотолку што е важно тоа што се случи на една средба помеѓу еден лидер македонски на власт и друга опозиција, Заев Мицковски. Тоа кај албанците и кај другите заедници ќе оставеше и ќе остави белег на недоверба, ќе се изгуби кредибилитетот и секој резултат после ќе биде оспоруван. Дали тоа значи дека и натаму ќе обстоите на вашите барање со поднесување на амандмани да го пролонгирате целиот процес, а со тоа и ќе инсистирате сега и веднаш попис? Ние имаме 12 пратеници, како што знаете. Немаме политичка моќ, ниту бројки да го блокираме ние самите. Ние сакаме да го искажеме нашиот став. Политички, кој мислиме дека е коректен и праведен. Мнозинството, ако се договорени со ВМРО и мнозинството, они имаат гласови и Бадентеровски да го поминат и со просто мнозинство, така да ако они се решени тоа да го направат, може да го направат. Дали со концептот на пиши-бриши амандмани се бидете свесно да го втурнете законодавниот дом во парламентарна криза? Воопшто не сме среќни што се случува ова денес во парламентот. Ни јас лично, ниту еден пратеник од опозицијата албанска. Сите економски мерки во однос на пандемијата ги изгласавме. Се што беше на интерес на граѓаните го поддржавме. Иако од позиција на опозиција, иако ништо не беше прифатено како сугестија и амандмани. И кога дојдовме до законот за државјанство, за кој ние инсистиравме и беше потреба на граѓаните кои ние ги представуваме, беше наше ветување парламентарно предизборно, го предложивме тој закон еднаш за секогаш да се реши,
наидовме на блокада и од страна на мнозинството, како влада, и од страна на македонската опозиција. Предлагате со тројца сведоци дел од државјаните да им се потврди поточно државјанство. Инаку, според еден од условите и законската регулатива е дека оној кој сака да се декларира како државјанин на Република Македонија, Република Северна Македонија, може да го позна јазикот на кој говори мнозинството граѓани во Република Северна Македонија, македонскиот јазик. Никогаш не рековме дека тоа е услов од кој ние нема да попуштиме. Ние сакавме само да донесеме квалитетен закон. Ги повикавме секогаш власта да седнеме, да се договориме. Ние можеме да попуштиме. Еве премиерот рече дека тоа би можело да биде со некој друг документ, свидетелство, не знам што да е. Ние сме подготвени да прифатиме такви сугестии, но не бевме повикани да разговараме, бевме одбиени и блокирани. Господин Гаши, идната недела се најавува средба ваша, председател на Алијанса Села, со премиерот Заев. Која ќе биде позицијата? Ставот? Деновиве почна да се зборува, имаше една средба во собранието помеѓу власта и представници на нашата парламентарна група. Ги почнавме разговорите за решавање, доаѓање до решавање на законот за државјанство. И мислам дека тој процес може да тече и многу позитивно да се реши. Јас сум убеден дека нема некои големи препреки. Каде го гледате излезот од ваквите? Ако премиерот или од власта предлага со некој друг документ, тоа може да некој граѓанин да може да го потврди, го прифаќам и тоа. Но треба во работни групи да се седне, зашто има многу други детали. И кај нас да можат граѓаните да се стекнат со право на државјанство, ако тоа им било оневозможено преку негативните решенија во законите во нашата држава. Господин Гаши, според податоци од МВР, не станува збор за повеќе од 2700 граѓани со регулиран статус. А вие говорите за многу поголем процент на граѓани, албанци. Никогаш не сме рекле дека дека се албанци, ниту дека е поголем број. Да не ги казнуваме граѓаните преку начинот на добивање на државјанство, да им оневозможуваме, туку тоа да бидат во рамки на стандардите европски. Зошто не можете да најдете заеднички јазик со останатите парламентарни групи? Па работа е што немаме диалог и немаме комуникација. Ако во една средба помеѓу Заев и Мицковски се донесе такво решение, ниту ние не знаеме кои се аргументите. Ако е аргумент само пандемијата, само неколку дена претходно премиерот и министерот за здравство не убедуваа сите нас дека протоколите се безбедни и дека нема никаков проблем да се почне попишувањето. Пописот да биде кредибилен, да му веруваат сите и да продолжи како што треба. Ако се политизира и етнизира, како што беше со средбата Заев-Мицковски, ќе го изгуби кредибилитетот и после 10 наредни години ќе имаме оспорување. Господин Гаши, покрај одложувањето на пописот се пролонгира и локалните избори. Дали насетувате можност од формирање на концентрациона влада после одржувањето на локалните избори, концентрациона влада која би функционирала се до одржувањето на парламентарните избори? Освен политички диалог, ние треба да изградиме една многу битна компонента, а тоа е процедура и собраниска култура. Значи, двајца лидери на политички партии, кои било тие, се гледа да се договорат нешто потребно и други пратеници тоа да го поддржат, инаку видовте, сите се уверивте дека не може да се одложи пописот. Истото ќе биде и со изборите. Сега за сега не е одложен ниту пописот, ниту изборите. Ако се случи тоа, ако не надгласаат, нормално ние тоа ќе го прифатиме. Но подиректно да одговорам на вашето прашање, за тоа што беше прашањето врзано за концентрациона влада, мислам дека во ваква тенсионирана состојба, во кревко мнозинство,
со блокиран парламент, со некои битни подигнати прашања како што е попис, државјанство, пандемија, блокирање на евроинтеграцијски процеси, ако одиме вака на локални избори, мислам дека ќе биде многу лошо и за демократијата и ќе немаме фер избори. Шансите за фер избори ќе бидат многу мали. Можно ли е предизборна коалиција меѓу македонските и албанските партии? Па се е можно. Во политика никогаш не може да речете никогаш. Како што се навестува од неколку извори од ДУИ, од самите они се најавуваат по медиуми дека ќе има предизборна коалиција помеѓу СДСМ и ДУИ. Ќе видиме дали е тоа вистина или не, дали ќе се случи, но сепак кога се случуваат локални избори е поразлично од парламентарните. Интересот е на повеќе од друг карактер, локален, општински, и затоа мислам дека има шанси да има такви договори, но сепак не сме имале до сега таква можност и не можам сега да тврдам дека ќе има, дали ќе има или не. Што се однесува до нас, како партија, ние ќе настојуваме заедно со Алијанса да одиме на избори. Уште не сме договорени ни со нив. Ние сме две различни политички партии кои направија коалиција пред изборите парламентарни, со настојување да одиме и на локални. Ако се договориме, тогаш ќе видиме што ќе правиме во однос на македонскиот блок. Ако има прегрупирања СДСМ и ДУИ, тогаш ќе ги отвориме картите и ќе видиме што е интерес за наш партиски, на граѓаните, што е најдобро, што тоа ќе би го утврдиле ние и тоа би го направиле. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата уште еднаш. Поштовани гледачи, тоа беше Африм Гаши, председател на партијата Алтернатива. Во недела се гласа во Бугарија. Ќе се избира новиот парламентарен состав. Дали Бојко Борисов ќе добие уште еден мандат да ја формира и новата бугарска влада. Иако за време на кампањата не доминираше македонското прашање. Сепак во улога на главни актери, кој става акцент особено во однос на релациите Скопје-Софија, беа министерот и вице-премиер Каракачанов и Џамбаски, кои натаму го оспоруваат македонскиот јазик и нација. Според нив, Македонија е бугарска. Инаку, во минато неделното издание на Трилинг, мој соговорник беше поранешната бугарска амбасадорка во Соединетите Американски држави, Елена Поп-Тодорова. Поп-Тодорова смета дека шансите ГЕРБ и Бојко Борисов повторно да ја формираат идната влада се големи. Но сепак според неа не се очекува промена во позициите на официјална Софија во однос на македонското прашање и разрешувањето на спорот кој подолг период тлее помеѓу Скопје и Софија. Во продолжение е разговорот со поранешната бугарска амбасадорка во Вашингтон Елена Поп-Тодорова. Како би изгледал новиот состав на бугарскиот парламент и дали Бојко Борисов би бил повторно мандатар на идната бугарска влада? Многу е, как да кажем, многу е непредсказуема картината, многу е флуидна, до толкова доколкото всичко ще зависи наистина от броя на гласоподавателите, тези, които ще отидат до урните. И ето вижте какво става. Ние по брой заразени, по брой починали вече сравняваме числата с най-лошото време на пандемията от миналата година. Всичко зависи от това колко, нали разбирате, колко ще гласуват. Нали разбирате, едно е ако гласуват 3 милиона или 3,5, което би било максимум. Друго е ако гласуват 2,5 милиона избиратели. Ако броя на гласоподавателите е по-малък, то тогава да, наистина големите партии печелят, по-малките намаляват силно шанса си да влязат в Народното събрание. Сега вие ме питате какви ще са бъдещите коалиции. Хипотетично напълно е възможно да се повтори сегашната управленска коалиция, но това е в случай, че ГЕРБ успеят да вземат мандат за съставяне на правителство, което също е под въпрос. Да, БСП очевидно към момента поне няма изгледи да излезе първа в
изборния резултат. Но това не означава, че е лишена от шанса да получи мандат за съставяне на правителство. Колку националистичките идеи за Сан-Стефанска Бугарија, големата карта за голема Бугарија која ја промовираше Каракачанов, може да допринесе или да ги оддалечи повторно Скопје и Софија од изнаоѓање на решение околу спорните историски па и политички прашања? Това са тези най-романтични, най-носталгични времена от българската история. Все повече историческа информация, вярна, обективна историческа информация излиза публично, в която става ясно, че Стефанския договор, колкото и прекрасен да изглежда на хартия, той е бил една илюзия, без даже фактическото участие на България в неговото подписване. Така че това по-скоро се използва като емоционална някаква мечта и носталгия, както казах, отколкото като някаква реалност. Во првото интервју по враќањето од Софија, поранешниот македонски амбасадор Маријан Ѓорчев во интервју за емисијата Трилинг оцени дека диалогот помеѓу Скопје и Софија ќе трае подолго и дека тешко ќе се надминат историските прашања кои подолг период тлеат помеѓу двете соседни земји. Еве го дел од разговорот со поранешниот македонски амбасадор Ѓорчев во Софија. Зошто денес официјално Софија го реактуализира прашањето околу постоењето на македонскиот јазик и идентитет? Тоа е актуализирано цело време. Значи, и во самиот договор, кој што е надградба на основниот акт признавањето на независноста на македонската држава 16 ноември 1992 година и признавањето на, односно подпишувањето на декларацијата за јазичното прашање 99 година, ова е надградба, овој договор е надградба на тие два клучни документа со кои што почна соработката на модерните демократски држави во новата европска димензија на Балканот. Амбасадор е под наслов спротивставеностите помеѓу бугарскиот национализам и македонизмот. Пишувате, тврдењето дека бугарската нација е органска или примарна нација го определуваат и карактерот на бугарскиот национализам. Тој национализам е конзервативен, агресивен и во дадени историски околности, милитаристички, експанзивен. Бугарскиот национализам е продукт на бугарската национална идеја, нивниот национален концепт, каде што органската теорија за етносот бугарин како национален субстракт уште од времето на првото и второто средновековно бугарско царство ја определува бугарската нација во еден континуитет дека постои 1300 години, што е апсолутно во противречност со основните принципи на европската историска наука. Се знае кога се создаваат европските нации. Во средината на 19 век и во почетокот на 20 век. На што се должи се понагласената антимакедонско расположение во Бугарија? Па не би рекол антимакедонско. Би рекол, значи, како што веќе напомнав на почетокот, за една длабока емоција во Република Бугарија, која што е градена повеќе од 130 години. И таа длабока емоција се одржи, нели има и геостратешки и геополитички детерминанти во изминатиот историски период, но има нешто кое што е многу важно за Република Македонија, тоа е дека во Република Бугарија има една необјаснета емоција кон поимот Македонија, кон топонимот Македонија, кон етнонимот македонец, токму заради големиот број преселници од географскиот регион Македонија во периодот од после Сан-Стефанскиот и Берлинскиот договор 1978 година до делбата на Македонија, тоа се Балканските војни 13 година во Букурешт. 2020 година беше скромна во однос на привлекувањето на странски инвестиции. Пандемијата си го направи своето. Дали има нови заинтересирани компании кои би влегле на македонскиот пазар? Дали ќе се проширува бизнисот? Дали има и дали се преструктурира дел од компаниите за да се прилагодат на новите услови на функционирање во услови на корона криза? Добре за Дејан Павлевски, директор на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на
извозот. Господин Павлевски, вие во едно интервју најавивте дека 2021 ќе биде клучна за раст на извозот, но и за привлекување и влез на нови странски инвестиции. Дали истото го мислите и денес, кога се уште живееме во длабока здравствена криза и кога не се гледа крај на пандемијата? Да. И тоа го базирам не ете туку така, затоа што сум го кажал претходно, туку и бројките тоа го потврдуваат. Во вашата најава кажавте дека по однос на странските директни инвестиции 2020 беше скромна. Да, огромно влијание имаше здравствената криза, затоа што тоа е влијание кое што не потекнува од кај нас, туку од светските токови. Меѓутоа, странските директни инвестиции во 2020 година завршија со 206 милиони евра, што, например, е подобро од странските директни инвестиции во 2017 година. Или, споредено со 2019 година, падот е околу 40%, што е некаков просек и на светско ниво. Дури може да кажеме многу подобро отколку она што се податоци од европскиот континент. Така што, значи, тој оптимизам се базира на она што е реалност, она што се случуваше, меѓутоа и на оптимизмот што го има кај инвеститорите да дојдат да видат со што располага македонската економија, кои се можностите, потенцијалите за да може да инвестираат. Господин Павлевски, дали дел од компаниите извршија некакво преструктурирање и прилагодување на новите услови на функционирање, имајќи во предвид дека се помал е бројот на компании кои функционираат фул, условно кажано, или се функционира во групи на работа? Видете, значи, тоа се основни правила во животот. Мора да се прилагодуваме не само во економијата, туку во севкупното живење. Секогаш мора да се прилагодуваме на условите. Светската пандемија со COVID е фактички еден преседан кој што се немало случајно претходно, ниту една генерација не го памети тоа во нашиот живот. Уште минатата година од светски државници беше проценувано дека последиците можат да бидат слични на оние од Втората светска војна. Што значи се соочуваме со една сериозна состојба. Меѓутоа, гледајќи како функционира македонската економија, иако е мала, се покажува доста жилава и тоа можеме да го видиме, например, од извозот на македонските производи. Практично 2020 година заврши на исто ниво со 2019 година. Некои сектори дури имаат и подобрување во извозот. Колку се издржани делот забелешките на домашните компании дека странските компании живеат како на пуст остров? Им се даваат одредени субвенции, повластици, додека кон домашните се има некаков сосема поинаков третман. Добро, фер е да кажеме дека во одреден период, во изминатите 13 години, заради привлекување на странски директни инвестиции се давале одредени поволности на странските директни инвестиции. Меѓутоа, во 2018 година со донесување на законот за финансиска поддршка на инвестициите, политиката на владата за изедначување на странските и на домашните инвеститори практично се случи со тој закон, така што она што е политика и она што во моментот се случува е еднаков пристап кон инвестициите. Преку законот за финансиска поддршка за инвестициите, во изминатите 3 години се исплатени 22 милиони евра преку процесирани апликации преку Агенцијата за странски инвестиции. Значи, тука не влегуваат оние што се од зоните. Се исплатени 22 милиони евра за инвестиции над околу 150 милиони евра, односно вкупно оправдани трошоци за инвестиции од 150 милиони, што значи инвестициите се поголеми, а во тој дел најголем удел имаат македонските компании, односно
сите се македонски компании, но компаниите со домашен капитал. Одредени истражувања кои ги правеше, мислам, германската стопанска комора, укажува дека странските инвеститори најчесто се жалат на бавната администрација, бирократските процедури. Смета дека еден од принципите и еден од условите за влез на странски инвеститор е правна сигурност, ниска стапка на корупција и криминал. Да, тоа е клучно, апсолутно. Тоа е едно правило кое што важи секаде. За добар и правилен развој на економијата, исклучително е важно администрацијата да функционира најефикасно што може. Ја веднаш ќе кажам дека бидејќи имам искуство со администрација, претходно и сум работел, меѓутоа и сум бил на позиции кои што директно се во делот на менаџментот. Администрацијата, јавната администрација треба да се подобрува, треба да се реформира. Мораме да имаме многу поефикасна администрација. Меѓутоа во однос на она што пак сум комуницирал и со странски компании, и со домашни компании кои што имале искуство во делот на финансиската поддршка за инвестициите, се пријатно изненадени од односот на администрацијата која што е задолжена во тој дел, што работи во генералниот секретаријат, во кабинетот на вице-премиерот за економски прашања и во агенцијата за странски инвестиции. Што значи да, треба да се подобруваме апсолутно. Меѓутоа мора да кажеме дека имаме и позитивни примери кои што се поздравени и од самите компании. Господин Павлевски, имате некакви најави или индикации за можно повлекување на дел од странските компании и во зоната, но и генерално? Не, напротив, сите информации што ги имам е дека добар дел од компаниите или веќе најавија реинвестиции или се во фаза на одобрување од нивните газди за да остварат нови инвестиции. И она на почетокот што спомнавте, токму и на тоа се темели мојот оптимизам дека 2021 очекувам да биде успешна година во делот на странски директни инвестиции. Кои од странските компании во моментот пројавиле интерес за влез на македонскиот пазар? Ние гледаме дека се случуваат во моментот повеќе инвестиции. Еве, например, Магна скоро и да треба да почнат со работа, Магна во Струга. Пурпласт ќе градат фабрика, Гересхаймер градеа. Имаме ние контакт со неколку компании кои што ќе бидат нови инвестиции. Сега заради природата на самата комуникација не би можел да кажам кои се, но можам да кажам дека се неколку компании со потенцијални инвестиции од околу 20 милиони евра и нови вработувања од околу 2000 работници. Дали еден од условите кај странските инвеститори е ефтината работна сила? Повеќе услови има. Значи, апсолутно, за да се случи една инвестиција, инвеститорот прави скенирање на условите кои што ги има во одреден. Не случајно ви го поставив ова прашање, се сеќавам дека е една од компаниите странски во Македонија во еден јавен настап директорот вели да инвестираме тука пред се поради тоа што прво е ефтино и лесно обезбедуваме ефтина работна сила. Добро, вака сега, значи факт е дека, пак ќе кажам, се проценуваат повеќе параметри. Значи не само работната сила. Ние не се залагаме како влада да ја држиме работната сила на ниско ниво, односно платите бидат на ниско ниво. Тоа го покажавме преку политиките во изминатите неколку години, дека и минималната плата растеше и просечната плата расте. Меѓутоа, сепак, нашиот пазар на труд е доста конкурентен во однос на европскиот пазар. И ние имаме релативно пониска работна сила, односно платена работна сила од она што е на европскиот континент. И тоа е многу важно за инвеститорите. Но исто така и останатите трошоци за инвестиција се многу пониски од колку останатите држави на европскиот континент. дури и даноците ни се едни од најниските.
заврши ли периодот на и дали владата обстојува на става дека заврши времето на ефтина работна сила? Апсолутно ние треба да се стремиме да го подигнеме нивото на работната сила, односно работната сила да заработува доволно за живот, значи да не биде држана на минималец. Меѓутоа сепак тоа се трендови кои што не можеме ние со указ да ги промениме преку ноќ. Значи треба да се створи пазар на трудот кој што ти има побарувачка од работна сила и на таков начин да се дојде до соодветен квалитет. Но да, политиките се да платите растат. За жал во услови на ковид можеби не можеше оние предвидувања да се случат до крај на покачување на минималната плата на повисоко ниво, меѓутоа остануваат тие политики, заложби на владата да во делот на платите навистина растат и тоа се покажува и просечната плата расте од година во година. Господин Павлевски, дали странските инвеститори ќе влезат во индустријата со канабис бизнисот? Па има заинтересирани. Дури кај нас во агенцијата има заинтересирани контакти, ние даваме соодветни информации од она што го, нели, кои се можностите, какви се. Меѓутоа, мора да кажам дека не ни е тоа, како да кажам, кор бизнис на агенцијата, но да, постои интерес. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, разговор со директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот Дејан Велешки Брако неодамна ја промовираше својата Green Machine, возила за чистење низ улиците. Токму Green Machine можеше да биде забележан во Вашингтон, во Кралската палата во Лондон. Инаку пред неполни 3 месеци во Трилинг сторија на Игор Стојанов околу Велешки Брако и неговите возила кои чистат улици ширум Европа, но и пошироко. Навикнати сме да слушаме приказни за наши граѓани кои заминале во странство за подобри можности или подобар живот. Приказната на Дейвид Мекалах, инженер од Шкотска, е сосема различна. Тој во 2017 година прв пат дошол да работи во Велес. I was here to train people in 2017 and when I was here I enjoyed the country. I enjoyed living here. So when I had the opportunity, I thought it would be good to come back and make a life for myself here. После завршувањето на тренингот тој морал да се врати во Шкотска. Но на Дейвид толку му се допаднала Македонија и работата во велешката фабрика Брако, што во 2018 година повторно се јавил на оглас за работа. Сега планот му е да остане во Велес, каде и купил куќа. I just enjoyed living here for that short time. I enjoyed it more than I've been here now permanently since September 2018, so just over 2 years. Дейвид е само мал дел од тимот на компанијата Брако, која изминатиот период на светскиот пазар промовираше уникатно возило за чистење на јавни површини. Возило кое е светска иновација, оди и чисти комплетно на водород. Во тимот кој направи иновација од светски размери доминираат македонски инженери. Тимот беше голем. Од инженерски аспект работеа минимум 15 луѓе од различни области, тука се софтвер инженери, машински инженери, електроинженери, конструктивни инженери, а додека сите луѓе што беа инволвирани во самиот процес се значително повеќе, пошто се тоа возило треба да се произведе, да се фабрикува. Green Machine како компанија функционира малтене на цел свет. Така да во овој развоен тим учествувавме дел македонски инженери и предводената палка за развој беше од македонска страна. Исто така учествува луѓе од Холандија кои учествува во развојот на овој проект. Иновацијата и целиот процес на производство се случува во Велешки Брако. Повеќе од една година, голем број инженери од разни области го создале она што денес го чекаат пазарите во Холандија, Германија и Америка. Како поддршка за изведување на овој проект беше холандската влада,
бидејќи кај нив веќе мрежата на водородни станици е веќе изградена. Значи ние го препознавме тоа како можност и во изминатиот период го искористивме за да развиеме и да представиме машината како први во оваа област, значи како еколошко возило за чистење на улици, сме први во светски рамки што представивме таква машина на чист водород што работи. Една недела по самата презентација на машината, сведоци сме дека имаме голем интерес и од Германија, Данска, исто така Соединетите Американски држави, Јапонија. Експертите велат дека оваа иновација и возилата на водород се иднината на автомобилската и машинската индустрија. Според универзитетскиот професор и иноватор Гоце Стефанов, водородот е иднината и за користење на енергијата воопшто. Од 1 килограм водород може да извади 45 киловат-часа енергија, а за разлика од нив нафтата и бензиното имат некаде околу 13-14 киловат-часа по килограм. Значи од 1 килограм нафта или бензин дава се количина на енергија од 13 до 14 киловат-час. Значи енормно количината на енергијата на добиена од водородот е поголема. Тоа е од една страна, од друга страна и нема никакви издувни гасови. Тоа што ќе излегува од водородот, од возилото кој се набојува со водород е вода, чиста вода. И иднината на складирана енергија е во водород. Професорот Стефанов потенцира дека Македонија треба да даде организирана поддршка на младите научници кои работат на ова поле, заради тоа што е евидентно дека има иднина во оваа област. Според информациите пак од Брако, досега ниту една општина или институција нема набавено вакво возило на струја, ниту пак на водород за комуналните потреби. Но се надеваат дека со развојот ќе дојде и до тоа да се употребува ваков вид на возила кои се високо еколошки, кои како издувен материјал даваат чиста вода. И за крај во ова време на асоцијалност, онемевме, помалку се оддалечивме. Пандемијата не оддалечи едни од други. Но за момент можевме и да се израдуваме. Ова беше недела во која македонската фудбалска репрезентација за прв пат ни создаде повеќе надеж и среќа. Се развеселивме. Ја победивме светската фудбалска велесила, Германија, и тоа на домашен терен. Ви благодарам на вниманието и се гледаме за 7 дена во исто време. Петок, 18 часот и 15 минути на телевизија 24. Инаку Трилинг се реемитува на регионалните телевизии низ Македонија. Довидување.